првично, ние, како го речемо, предходните години дека што повикуваме и шириме омраза и ксенофобија. До пред 2 месеци, кога ние разговаравме дека болницата е во катастрофална состојба, вие ни велете, немате така прекрасна е, убава е, дониравме, направихме, вакви ексуларата и така ексуларата. Како може да не говорите дека здравството е во катастрофална состојба? Значи, се побивате самата себе. Дојдовте вие го направите. Аха, за 2 месеци тоа. Како може 12 години градите вие, ние за 2 месеци ги одлучите? И да не беше тоа само на хартија, дека нема попис на апаратите направено, затоа да не излегува сега. Аха, не е точно. Ќе видиме што е точно. Значи, тоа е тоа лицемерие и истото го манипулирате сега со регацијата. Разоткриени сте, демаскирани сте. Наместо да барате референдум, вие, предходниот период, додека владеевте и на централно и на локално ниво, за да се стопираат криминалите на поединци и бизнес интереси, побитола, референдум требаше тогаш да побарате за да се создадат подобри услови, за да останат нашите граѓани тука, за да нема простор за емигранти, станоите се празни во градот. Вие клютевте, бидејќи бевте засегнати сите од своји лични работи. Кој ќе, кој помоц. За што лични не е мој стил и мој она да разговарам што е, со што бевте сите задоволени, за што клютевте и му дозволувавте на некој 12 години да прави што сака низ градот. Не сте? Ние го подржуваме неговата стратегија. Треба да помини време да видиме как е. Значи, ние не значи дека ќе ги аминуваме сите одлуки на Зоран Заев. Тука е разлика помеѓу нас и вас. Вие за ваши лични интереси 12 години ги аминувате сите одлуки на градоначалникот. Не се побунивте на ниједна. Не е исто како нас, не сме сите исти. Дозволете има период ќе си покажи само тоа. Не можете да разговарате за нешто што ќе види во иднина. Тука ви е грешката. Вие разговарате за каповите кои треба да дојдат. Ке. Тоа го беше и на вашиот премиер бивш. Ке, омилен збор. Мола, хајде ви молам да не прекинувам седмицата, ви молам. Молам. Затоа сакам да ги поставам. Добро, благодарам. Значи, ке, нешто за војдина. Дајте да разговараме за ситуацијата сега. Сега моментално нема кампови, нема да има, кажа на сите. Имавме една бегалска криза, видовме како ја истретиравте вие. Ние војдина, ако има бегалска криза, ќе истретираме уште по-добро од вас. Нема да ги купуваме пасошите по железниците, по возовите и да им земаме пари и ги транспортираме бесплатно. Не знам, видиме каде, кога ќе дојдат, ќе разговараме, документите се Па не ги се интереса од каде кога ќе дојдат. Не сум здунет, не се секире. Ајде, не мола. Значи, Да го ставаме на ви каже, опа се попиша, така? За ситуација, пални 2009. Значи, ајде да разјасниме некои работи. Значи, ме интересира целата таа иницијатива која е направена. И сте толку загрижени на референдум да ги решавате избеглиците кои треба да дојдат. Сакам некој да ми објасни која е процедурата за референдум, бидејќи имате твои аршини за дефинирање на тој референдум. Значи, претходно имавме иницијативи за чист воздух, каде граѓаните беа многу повеќе засегнати со проблемот и бараа референдум, но тогаш ги манипулиравте начините како се распишува и кои бројки треба да се прифатат за тој референдум. Ајде сега бидете мажи, како што се кажувате, излезете или жени со карактер и чести, кажете како се организира еден референдум. Тоа сакам да го слушнам од вашите усти, бидејќи сега за овој референдум, кој ви е вас во корис, кажувате едни принципи и начини на припаѓање на подписите, а самите подписи не беа прифатени. Зато некоите референдумот е во наша корис. Референдум си сака да значи, објаснете, ќе гласаме на крајот, не си гојни гласањето, стрпете се. Значи, како да го дефинираме условите, начините, како се организира на референдум. Од колку гласови, за кој начин, кој го, ама не го прифатите прашливо пат законо. Ама не го прифатите, значи го тумачете обратно, од тоа што сега го тумачите. Подсетете се.
Значи тука имаше иницијатива со подписи, велите не може така, обратен е процесот. Ајде, нека излези еден, нека кажи како, еве го издружението е тука за чист воздух, тие најдобро знаат како бе одбиени за референдум, за закажување и за прифаќање на условите. Ете, вие излезете и објаснете пред целата јавност како се закажува референдум. Апсолутно дезинформација.